Сончев ден во главниот град на Македонија. Економијата цвета. Рекордни 35.000 денари просечна плата во државата. Сите вие, почитувани слушатели, ги почувствувавте благодетите на рајот. Портите на рајот кои ни се отворија со влезот во НАТО и со почнувањето на преговорите со Европската Унија. Имаме рекордни инвестиции најавени за годинава. Вчера Деспотовски најави дека годинава ќе ги срушиме сите можни рекорди по странски инвестиции. Живееме прекрасно, цените паѓаат, платите растат. А некои таму двајца на радио секое утро ве убедуваат во спротивното. Добро утро, почитувани слушатели на радио Лидер. Види, има две поговорки кои што ги користи македонскиот народ за ова што го зборуваш. Првата вели не умри магаре до зелена трева, што е близко до описна состојба, меѓутоа има уште една поинтересна, се вика мижи митро толумби паѓаат. Демек толку е добро од небо мед и млеко нели тече. Ова со толумбиве некако ми е по да, по и пластично ги опишува состојбите. И прв пат ја слушам. Не ја знаеш што? Не ја знам, да. Мижи митро толумби паѓаат. Мислам дека по-пластично ја пишува нашава состојба во Македонија, нели? Инаку најавени се, ја мислам сериозно, види. Чекај, како беше, каде беше се веста, тука само што ја промедов. Значи, најавени се, рекордни, не знам, подпишани и така натаму. До сега надминале 300 милиони, едно друго. Еден бренд бе нема. Овој донесено новата власт. Добро се, ќе донесат. Мислам, си седел на маса, нели, со Виктор Мизо? Не. Не си седел на маса? Ке мора таа работа да уприличиме колку што е можно побрзо. Не, чисто, знаеш, чисто да го видиш неговиот светоглед, да го запознаш како лик. Да видиш кој овдека го создал и го водил системот за странски директни инвестиции. Не знам што да кажам. Убаво е, знаеш, онака да видиш дека во Македонија умеела да ги користи на своите, да речеме, најдобри, најпаметни услугите. Ова што е сега е страшно, мора да бидам искрен. Утре, од денеска 23 мај до 25 мај, утре немаме емисија, пошто е нели Свети Кирил и брат му и Методи. Значи, и покрај тоа што Љупчо Златев настојува да ги крши работничките права тука, синдикалното движење силно. Си изборија. Да. Ќе биде неработен ден, само не знам што ќе прават неработен ден на сред недела да не можеш да си споиш, ама добро, нели сте решиле, не работете. Што сакав да ви кажам? Утре од денеска до петок државно-црковна делегација ќе престојува во Рим и Ватикан по повод обележувањето на Свети Кирил и Методи. Делегацијата, верували или не, ќе ја предводи председателот на собранието Талат Џафери. Според агендата, тој денеска ќе се сретне со председателот на Домот на пратениците на Италијанската република Лоренцо Фонтана, презиме ова Фонтана, а во попладневните часови ќе присуствува на концерт на учениците од трета година од МБУЦ, Гоце Златев и Магдалена Дрмач. Утре пак државно-црковната делегација ќе присуствува на аудиенција кај папата Фрањо во Ватикан, а потоа Џафери ќе има средба со државниот секретар на Светата столица кардиналот Пиетро Паролин. Си извинувам. Ке те кара сега Звонко Јанкуловски. Македонската делегација ќе присуствува и на молбен во Бализиката Сен Клементе во Молебен. Што е тоа молебен? Тоа е ритуал во христијанство. Молитва? Да. Добро, молитва од кога молебен стана. Така се пикшува. Молитва, ја? Не, молитва е друго. Ајде. Каде што ќе положи венец на гробот на Свети Кирил, а потоа ќе ја разгледа изложбата на македонскиот уметник
решата мети македонски овој во амбасадата во Светата столица. Прво им Ако е државјанин е македонски, тоа е тоа. Нормално. да, решата мети македонскиот уметник, нели, во светата. Ама ова ми е чудно мене. Обично делегациите тука ги предводи председателот на државата. Не, се менуваат, ротираат тројцата. Една година е председателот на државата, една година е председателот на собрание и една година е председателот на владата. Така што има една ротација тука. Секогаш е највисока делегација, значи еден од трите носители, за да се истакне значењето на Кирил и Методи за Македонија, за македонскиот народ и така. А Талат Джафери знае кирилица? Како не знае, прекрасно Не, знае, пошто да. пола дуи не знаат ради тоа е. Не, Кога ќе почнеме за ширењето на словенската писменост, мислам дека Талат Джафери треба да почне од својата собствена партија. Талат Джафери е внимателен во однос на сите работи кои што, мислам, сега зборуваме искрено, за сите работи кои што се врзани со еве да речеме овие етнички, културни разлики и така натаму, Талат Джафери секогаш бил внимателен. Дури и морам да бидам искрен, она што не ми се допаѓа сега што го прави Дуи, Талат Джафери во делот, во сите негови настапи околу ова прашања со уставот и со бугарите, има еден став кој што е прилично издвоен и прилично оди во насока на тоа што го бара јавното мислење. Ја не знам зошто Дуи тоа не го истакнува, не ми е јасно, знаеш. Моравска мисија, да, нели, на Кирил и Методи, која нели од тука, односно од териториите на географска Македонија, тргнале словенските браќа кон Централна Европа, за да ги описменат, нели, словените таму. И сега во моментов, затоа што секогаш просветителската дејност треба да живее во духот на времето, во духот на Кирил и Методи денеска е да го описмениме Дуи. Значи, исто како што тогаш се описменувале, нели, словените кои биле кои им се направил црковен јазик, им се направила подоцна и алфабета од Климентинаум и така натаму, кирилицата се создала на која пишуваме милиони и милиони луѓе од од Охрид до Владивосток, еве. Од Охрид до Владивосток, така што време е ние да почнеме сега повторно, како се вика, да го имаме тој просветителски карактер како земја, особено затоа што еве видовме ние од Дуи еден директор кој имаше со метрологијата, имаше проблем. Описменувањето е значаен дел од едно општество. Можеме за почеток да ги... тој знаеш дека бил директор на УЈП претходно? Епа, види, мене знаеш што ми е дилемата. Како бе тогаш не го праша што работи УЈП? Тој одговор го, види, веројатно научил таму така. Ама знаел ли човекот што работи? Не, добро сега. Дуи има еден дел каде што дури во филозофскиот пристап кон УЈП, тоа е сепак управа. Чекај, филозофски пристап кон. Значи, сега ќе ти кажам. Ајде, ова е нешто, да. Тоа е нели управа за треба да биде со огромни букви тоа напишано јавни приходи. Да. Но Дуи малце со терминологијата јавни нема баш расчистено. А скарани се, сакаш да кажеш. Скарани се, значи така што може тоа да се толкува и како се вика тоа, управа за приватни приходи. Аха. Да. Има ќе полека ќе дознаеме многу работи од тоа како... Тоа е цела филозофија, Не, види, ај се да одиме сериозно, значи... Филозофијата е како да уништиш една држава. Наши редовни слушатели и гледачи вчера ни се јавија и бараат од нас. Ние додуше не сме активистички новинари, меѓутоа ниту пак се занимаваме со активизам преку оваа емисија. Значи сега има едно сериозно барање, дури за онлайн петиција до Крешник Бектеши, министр за економија, и до премиерот Димитар Ковачевски за разрешување на директорот на Бирото за метрологија. Затоа што изјавата е и повеќе од неодговорна. Изјавата, она што констатиравме вчера, Љупчо, понижува еден цел сегмент на луѓе кои што со години се занимаваат со таа сфера. Така што мислам дека редно време овој
активист на ДУИ малку да одмори. Односно се занимава со некоја друга работа, може да се занимава и со политичка работа во ДУИ, но да нема јавна функција. Не може вие да сте биле носител на функција заменик директор на УЈП, не може вие да сте директор на Бирото за метрологија и вака да настапувате. Ова е крајно понижувачки за еден цел слој на специјалисти, експерти во Македонија кои што со години се занимаваат со оваа област и на крајот на криштата понижувачки за самата институција и за државата. Еве, Јован Деспотовски се фали дека ќе сме имале невиден проток на инвестиции, меѓутоа од друга страна невозможно е да дое проток на инвестиции доколку вие немате овдека тврди, јасни инвестиции во целата оваа во целата оваа сфера, посебно Бирото за метрологија. И еден позитивен сигнал кон инвеститорите, меѓу другото, ќе биде и разрешување на овој господин кој што очигледно... Ти стварно веруваш дека ќе го разрешат? Па наше е да си кажеме. Ја мислам дека поправо ќе го разрешат Ковачевски. Дали сум во право, дека наше е да си кажеме? Не, наше е да си кажеме, но сега па наши да бидеме објективни, да им кажеме на нашите слушатели дека се владеени од неодговорна власт, така комплетни идиоти. Тоа е најдобрата терминологија која може да ја... Ти веројатно дипломатски вака. Од дипломатската терминологија, значи дипломатскиот израз овие кои нели е пример за Зој Дечко е комплетен идиот. Друга формулација не постои, сега некој се вада таму, па од контекст бил изваден, па вака било, така било. Не, многу си е јасно, многу си е прецизно, многу си е концизно. Овие луѓе немаат намера одговорно да владеат со нашава земја, ниту пак имаат капацитет одговорно да владеат. А во однос на тоа кој ќе биде разрешен, ја мислам дека попрво ќе падне главата на Ковачевски, затоа што него таму ДУИ го крепи цело време. Ние прокоментиравме онаа теорија дека сакал да си даде оставка. Не, знаеш зашто ние прокоментиравме? Затоа што досега сите извори кои до мене стигнуваат во врска со таа работа се од ДУИ. Не знам до тебе што стигнува, Љупчо. Чекај бе, што е од Владова? Леле, викаат Скопје ќе стане крстопат кон светот, преку Трубарево ќе излеземе на море. Како? Breaking news, чекај од 7 сабајле. Само секунда. Скопје треба да израсне во транспортен логистички центар во кој ќе се крстат железничкиот, патниот и поморскиот превоз на стоки. Ова според плановите ќе го реализира напоредно со изградбата на железничкиот и патниот коридор 8 и реконструкцијата и одржувањето на коридор 10, со што ќе се поврзат неколку држави и транспортни коридори кои ќе ги поврзат и околните мориња. Абе, ова е, види, ова е, знаеш што е ова? Подготовката на студија за оправданост на изградбата на еден ваков транспортен јазол е почната и треба да биде завршена во текот на следната година. Според ова што се планира, овој транспортен јазол ќе се гради во Трубарево, кое е место на вкрстување на патните и железничките коридори 8 и 10. Види, ова е дел од Чекај, ова има електрофакултет завршено, изјавата на Хари Локвенец на темава да ја прочитам. Така, он е достоен извор. Има завршено на државен факултет електро, за разлика од Джабир Дерала, кој и ден денес... Не само тоа, тој бил и уредник на Елфаско, нели, како зборувавме таа. Да, ајде да видиме образ. Главната цел на изградбата на коридорот 8 покрај другите карактеристики е тоа што Скопје ќе биде логистички центар во овој дел на Европа, водејќи сметка дека се вкрстуваат двата коридора 8 и 10, се поврзуваат Јонското и Средоземното море со Егејското и Црното море, дека се поврзуваат повеќе држави и дека ќе биде крстосница на огромна количина на луѓе и стоки
која би требало да се прераспредели од централниот јазол, и тоа всушност ја зголемува не само економската, туку и геостратешката важност. Ова ќе ја зголеми и нашата трговска размена повеќе кратно, вели директорот на ЈПМЖ инфраструктура Хари Локвенец. Ке зборуваме со Хари околу оваа работа, иако мислам дека ова е дел од проектите поврзани со промоција на коридориве. На крадењево. Да. Ама Сега се обидуваат да го обојат тоа малку со некоја друга боја, со внимание повеќе Трубарево ке правиме вкрстување. Како беше тоа од почетокот? Мижи Митро, Тулумби Паѓа. Значи, ова може да биде ова може джингл да биде. Ова е наслов на емисијата, да. Мижи Митро, Тулумби Паѓа. Да, да. Ау, вика Трубарево ќе стане крстопат кон светот и преку него ќе излеземе на море. Човече, тоа е. Значи, чекај, кој провери кој автобус оди до Трубарево? Не знам, чекај линии. Градска линија што оди до Трубарево? Линии кон Трубарево. Чекај. 3Б, не знам што е. Ај, после ќе видам. Тоа треба... Ајде сега да кажеме. Детално. Значи, следниот пат, почитувани гледачи и слушатели, ке си го соберете семејството, лежалка за плажи, еден чадор за сонце, сите во костими за капење, на тројка, на До море. Трубарево. До Трубарево. Од Трубарево, таму е јазолот. Од таму на море. Значи, пази, од Трубарево Таму идеш, се излага на море. јазол гледаш. Таму имаш логистички центри, континери, туку свет идат. Види, ништо чудно како на звездени патеки, нели, таму и телепортација имаш до море. Да. Значи, само треба да се земе ова опремава и пишува на кое море излега Трубарева. Ама не тоа таму коридорот бил сите на 4 морења. Да не ова како Балашовиќ што пееше за неговото Панонско море што го нема, знаеш, нека милијарда години колку е таму, знаеш. Некој такво море да е некој Трубарево. Па види се, тоа таму Блатие регионот се вика, така. Да, го знам тој регион, точно. Да, и таму тој... А Скопска Блатија била море. Била е. Не, Скопско Блато било езерце тука, знаеш, кој што треба да се обнови ако се реализираат некои од проективе. Меѓутоа, види, ова е, значи, преку тројка до море, така. Таму јазолот ќе бил и таму гледаш сите 4 морења ќе се вкрстувале у тој на Локвенец јазолот. Локвенскиот е. 4 морења? Па Јонско, Јадранско од една страна, Црно и Егејско, да. И мраморно може да го додаде, вака е 5, нека се да. А чеки по теоријава, пошто Кавадарци потопен ќе биде. По оваа теорија, ако гледам. Не, Кавадарци не е јазол, извини се, Скопје гледаш. И тоа Скопје точно Трубарево е јазол. Да не може се. Јазолот ќе биде. Јазолот е, да. Во Трубарево. Текнува на која зборува Катена Мунди, нели, јазолот, папокот на светот. Ако толку стане битно Трубарево, треба да му го смениме името на Трубарево. Не, папокот на светот во Македонија, тоа ти било и прецизно, знаеш. Да. Сега, ми се чини следнава генерација ќе треба да утврди која куќа во Трубарево е јазолот. Ама не и не само тоа. Значи, тука види со Ден Браун можеме да му дадеме идеја за следниот негов роман. Како се викаше тој како да се го заборев. Ден Лангдон, што го глуми Том Хенкс, мојот омилен актер. Значи, спремај си уште од сега. Ама знаеш што? Треба да му го смениме името на Трубарево, затоа што со извинење на сите од Трубарево, но Трубарево малце не е интернационално име. Треба да биде Trumpet Place. Не, види се. Trumpet Town. Види се. Тоа може значи, така, тоа може така вака за новопечени како тебе. Ти не сваќаш дека Trumpet дека треба нумеричка анализа, можеби ако направиш на Трубарево ќе даде некоја одговор на кој тајни на светот, тебе гледаш. Може да биде и Trumpet Note. Нели јазол. Аха. Not. Да. Не, види. Значи, сега британците, види. Завршува доминацијата нивна јазична. Да, завршена е. Ние си одиме со 4 морења, поморска сила. Па види,
ако Трубарево излегува на 4 мориња, тогаш не треба Замисли го билбордот. треба да правиме и Министерство за моропловство. Замисли го билбордот. Трубарево. На 5 мориња. На 4. Пардон, на 4, да. Почитувани слушатели, не сме забегали. Да. Ние владата забегала во својата пропаганда, очигледно. Не е до нас, сакајќи да украдат многу пари. Почнаа да измислуваат дека Трубарево ќе излегувало на 4 мориња и некаков јазол. Еве, вие ако отидете сега до Трубарево, ќе видите дека прекрасно село е, тоа да се разбереме. Прекрасни луѓе живеат село, ама ја еве на пример ја познавам и луѓе од таму, ништо чудно затоа што моето потекло до Колинава на Скопје, таму и некоја родбина да имам, така што сигурно прекрасни луѓе живеат таму. Меѓутоа до сега еве не се сеќавам дека од таму сум излегувал на море. Значи види Чекај, Трубарево немаше на времето живинарска фарма една, така? Има, да. Тоа е познато, така. Еве, веќе имагинацијата работи на нашите гледачи слушатели. Еве, Богдан Илиевски вели дека треба Хари Локвенец адмирал да стане, нели? Затоа што сега ќе имаме 4. Види, вака малци далматински. Еве, 52 и 53 автобуси, леле. Ама слушај, мора само да ти кажам, дури треба да му го променим и презимето на нашиот другар Хари. Знаеш зошто? Љупчо, остави сега коментарите. Знаеш, Локвенец е од Локва, така? Еве, вели, во Инџиково и во Маджари ќе се градат хотелски комплекси и плажи. Да, Инџиково. Абе, ти ја имам другари, има бајаки земја таму во Јурумлери. Ова е добро, види. Блатинска ривиера. Блатинска ривиера. Да. А види во Јурумлери, знам една наша слушателка која веројатно потекнува од тој регион вели, па да, вика, кога има поплави тука, навистина излегуваме на 4 мориња. А да, еве, имаме име за хотел за инвестиција Holiday Инџиково. Значи, Holiday Инџиково. Ова, почитувани слушатели, случајно закатнавме оваа мудра мисла, значи на нашиот, како се вика, директор Хари Локвенец. И тука ќе може да се спои таман, еве, затоа што сепак во Македонија мора да се внимава и на 20% рамковна застапеност, значи ќе може да се нуда дури и тури планински, кој сака планински туризам од ривиерата Блатинска во Рачиново горе. Да, ама не и Рачиново. Со параглайдери, со... Не, таму и така има пилоти обучени. Може таму да биде, како се вика, Рачиново Airways. Вие замисли, гледаш Манчестер Юнайтед и тука, да, или не знам, Барселона, Милан, некој светски клуб и гледаш Рачиново Airways. Да, со еднодневна екскурзија до Space центарот во Кокино. Зашо нели може со автобус да си иде таму и назад? Значи, почитувани слушатели на plusinfo.mk може да го најдете текстот, насловен Скопје ќе стане крстопат кон светот, Трубарево, преку Трубарево ќе излеземе на море. Адмиралот на флотата, сега само презимето, знаеш, Локвенец е од Локва. Да. Подобро океанец сега, знаеш, онака сепак тука мораме да внимаваме на промоцијата. Меѓутоа, еве, живинарската фарма во Инџиково била. А во Инџиково, не е во Трубарево, ја мислам дека е во Трубарево. Имаме и од Бунарџик тука од нас слушатели, ведат таму може бродоградилиште да се изгради. Бунарџик си е економската зона, таму ќе биде пристаништето. Да. Таму ќе биде значи, они се ориентира кон бизнес. Овие другиве туризам, чвориштето знаеме каде е. Транспортот е во Трубарево. Значи, Хари Локвенец, еве студијата ја прават почитувани слушатели и тоа е тоа. Само да внимават таму да не ми го потопат овоштарникот. Имаш, а ти земјичка ќе имаш таму. Па ти може таму и хотел лидер.
Не. Па тоа ќе биде центар. Таму да пазат да ова не аеродром ќе стане периферија Да тука, не внимаваат битно. таму да не ми го потопат Значи, овоштарникот кој ќе ги прават овие. Ја, пошто има автолидер, тие делови некои прават, има лидер шоп, нешто продават исто аутоделови. Ние може да идеме, ние сме радио лидер и еве може империјата да ја шириме кон хотел лидер Јурумлери. Сливите на прадеда ми нема случајно таму нешто да им се случи да го прават Имам другари, има хациенда таму во Јурумлери. И заеднички не другари, да. И а па види, уште од сега мислам да му се јавиме тие денови кои ќе летуваме таму од Airbnb да ги избрише, нели, кој ќе ги издава. вика, еве, може жичара да се направи од Ајватовски рид до Идризово. За тоа Шилегов. Како би зиплайн да се направи. Еве, ако победи Шилегов и со Никола Наумовски, како се ако викаше победи другарите. Доналд Трамп на изборите, предлог име за Трубарево е Трампево. Не. Трампево. Не. Трубарево, видите се. Останува. Почитувани слушатели, Трубарево ќе излезе на 4 мориња, вети владата на Република сега веќе Северна Македонија. Ние ја поддржуваме идејата. Нели имаме тука луѓе што знаат да спасуваат. Како со 50 тројка до 4 мориња. Со 50 тројка до 4 мориња ние одиме со блок реклами по кои ќе се вратиме да видиме кој е планот за остатокот од државата. Ивица, јас и ти веќе подолго време не сме во добри односи со Миленко Неделковски, затоа што навистина човекот знае да ги помине сите граници на достоинственото однесување, но тој е од Ржаничино, има таму вила. Ржаничино може да стане една лагуна. Ама тоа е на крај на заливот, па знаеш малце. Да. Треба слободен ден да земеш до таму. Може да биде неаржаничино. Кој што има доле, нели се? Хари кој ќе го однесе Трубарево на 4 мориња. Види, тука може да е, ова е потенцијално може да отвори уште еден проблем со Бугарија. Знаеш дека една од нивните национални слогани е Бугарија на 3 морета. Трубарево на 4. И сега значи тука да не влеземе во страф ми е да не влеземе во нека. Кои линии се поточно, еве во меѓувреме имаме тука брифинг имавме за време на паузата кои линии водат до Трубарево. Значи не смееме да ги доведеме гледачите и слушателите во заблуда, значи за сега не знам која до кое море иде. Меѓутоа, пошто 4 мориња се до Трубарево водат 50 тројка, 50 двојка, 50 тројка, 44-ка, 6 двојка и 6 осмица. Со тоа што им се извинувам, однапред на гледачите и слушателите, не знам поточно која до која море ги носи, а може би има некој од нив и кружна. Која што знаеш трга кај едното море, иде до сите 4, па се враќа кон Скопје. Значи, за да нема забуни дека ние сега тука нешто погрешно толкуваме. Значи 52, 53, 44, 62 и 68 ве носат до едно или до 4 мориња. Сега не знаме да нема забуни дека ние нешто вадиме од контекст. Уште еднаш ќе цитам изјавата на Хари Локвенец. Вели: главната цел со изградбата на коридорот 8 покрај другите карактеристики е тоа што Скопје ќе биде логистички центар во овој дел на Европа, водејќи сметка дека ќе се вкрстуваат двата коридора 8 и 10 се поврзуваат во Јонското и Средоземното море со Егејското и Црното море. Значи Јонско и Средоземно ние се искачаме. Се поврзуваат повеќе држави и ќе биде крстосница на огромна количина на луѓе и стока која би требало да се прераспредели од централен јазол, и тоа всушност ја зголемува не само економската, туку и геостратешката важност. Ке се зголеми нашата трговска размена повеќе кратно. И тука после се дефинира дека јазолот е баш во Трубарево, што ги поврзува сите овие мориња. Жал ми е што владата одлучи ваква луда пропаганда да тера, но еве сега ние им се приклучуваме, па тоа е тоа. И јас ја сакам идејава Трубарево на 4 мориња, но за да се случи тоа, за да биде таков центар
Нели Трубарево во кој што 4 морења ќе се поврзуваат, што е глупост пар екселанс. Нели тоа значи дека цело Скопје треба да биде потопено. Не така се. Значи, ако се случува тоа, кажете јас и Ивица уште од сега да почнеме арката да ја коваме. Затоа што очигледно од овие може само арка да не извади од овие лудори. Но останува, види, ова е една од види. Знаеш што е проблемот? Тебе забележуваат гледачите и слушателите дека кога зборуваме ние за Хари Лукванец, сепак зборуваме со почит. И ве забележуваш кога паметен, интелигентен човек се наоѓа во да бидам политички, во чудно друштво. И кога се обидува да брани небранлив проект. Делува многу по-лошо дури од овие луѓе што се околу него. Нели? Значи, паметен човек, кога се обидува да брани небранливи нешта, делува многу поочено од глупациве со кои што во друштво. И не само тоа, значи, ние го третираме со почит затоа што сепак станува збор за адмирал. Значи, сега... Ја мислев Рокер ке кажеш, ама добро, да. Имаме адмирал Бранко. Не, ама внимавај сега. Значи, разјасни убаво. Тој е адмирал на комерцијалната флота на Македонија. На воената флота. Воената флота не знаеме кој е. Па види, оваа земја, гледаш ли колку председателот Григоров беше далекусажен во своите гледишта за Македонија. Ти знаеш дека првиот шеф на генералштабот на македонската војска Боцинов беше адмирал. Види, еве гледаш дека значи ја мислев дека само Унгарија со Хорти и Македонија со Боцинов беа единствени две земји нели во историјата кои што немале излез на море, имале адмирал за шеф на генералштаб. Гледаш дека во нашиот случај имало зошто, знаеш. Овде може да се додаде и поетика, и поетски дел, значи тргнал ми таче со параходите. Значи замислете. Сега параходот ми пристигна за града Марсилија. Да. Параходот ми пристигна, сега ќе има повторно своја димензија, свое значење во македонската јавност, кога ќе нели параход, знаете почитувани слушатели, еден така традиционален збор за брод македонски, таков тој со оджацине, значи параходот ни пристигна, повторно добива смисла, пошто ние Солун го изгубивме, ама еве Трубарево не го даваме. Трубарево не го даваме. Значи, морам да кажам ова. Следниот, дури и од опозицијава може сега да се... Следниот конгрес во Трубарево. А добро, ке има ли канал до... Се мораме да внимаваме, нели, на рамковната застапеност. Ке има ли вака канал бар до Желино или до Јегуновце? Од 4 мориња. Види се, тука имаш, значи право, Арачиново е делот со параглайтерите и со аеродромот, туристичкиот аеродром за Трубарево ќе биде добро. Да, ќе биде таму. Има пилоти, да, имаш пилоти. Горе ти е. Не патуваат долго. Овие не беа горе тоа како беше Липково, не беше не Липково. Не, тоа е позади веќе, не, тоа е во континентална зона. Она како се викаше бе селово горе? Брест, не. Кој беше таму горе некој? Не, и тоа е навака исто во континенталниот дел. Тоа е континентална Македонија. Ова не е на поморска. Танушевци, не, ништо. Зад од другата страна не. Не, ништо. Ништо. Ма добро, барки има правична застапеност на вработените на пристаништето, веројатно. Не знам, јас само ќе треба со Хари брзо да се видам сливите вам во Штарников случајно да предадам и да не ги... Може бе, зашто од сливите може да добиеш концесија за морски плодови тука да береш. Тоа кај Миленко на Скарак идеме на Бранцин, со бело вино тука. Апсолутно. Значи, а пази, исто и Катлановско блаце. А може би од кај него од куќава ќе можеш знаеш вака да се брцнеш доле па нешто шкампи. Тука знаеш има у тој дел Катлановскиот, таму има Малчевски викендица, ако не се лажам. Таму е малку и попланински. Сега замисли
од тука која ќе дојде ветаров со солена вода од Морињава, таму е малце повисоко у Катланово ќе се создадат совршени услови за оние природни сушари за пршут. Може да се развијат во Катланово. Пошто малце повисочко е, знаеш? Рачиново исто. Да. Ке биде нашиот краст. Краст, да, значи... Негуш, како нели пак, како што е негушка пршата му Катлановска или не... Замисли, тука у Петровец ќе се издаваат станчиња тие работи. Не знаеш кој е највисоко таму село? Таму може да биде пршутава, знаеш, тука Дивле горе. Да? Еден поглед. Не сум бил. Не сум бил. Дивлjanска пршута, као, знаеш. Дивлjanска пршута, да. Како еден посебен специјалитет, али 4 мориња, знаеш, Трубарева на 4 мориња ми се допаѓа како идеја. Види, ја мислам дека ова дури ја надминува и Вселенскиот центар во Кокина. Да. Тука некаде се... Не, види, знаеш, па нели беше у Горно Лисиче ќе ја правеше траката за Формула 1 заев? Не Па тоа теко дека е, бе. Значи, чекај. Па нели има предизборно вотување, се сеќава? Чекај, навистина ова се случи? Па не знаеш тоа, дека во Горно Лисиче требаше Формула 1 траката да се прави. Види, молим те, ова прибележи го. Формула 1, сега ќе ти кажам. Не, молим те, кога ќе дојде следниот пат во студио... стаза во Македонија. Да. Сега ќе ви кажам, заев тоа, еве, Формула 1 стаза, еве, сега ќе ти кажам. Те молам следниот пат кога ќе дојде во студио... го отварам. Следниот пат кога ќе дојде во студио прибележи да отчет да даде ова Тимчо Муцунски како началник на аеродром, докаде се подготвителните работи за Формула 1. Чекај, само секунда. Еве ти, заев најави стаза за Формула 1 во Македонија, еве ти, планираме, само да ви кажам, само секунда, еве ти, ќе оцитираме праем министерот бивши, еден од најголемите проекти на кои што работиме отварање на патека за Формула 1 во држава. Патеката треба да отвори туристички можности, објави заев покрај многу другите ветувања. Па народе, а иде ли е патека за Формула 1? Значи, од сеопфатен проект. Ти ние сега не свакаме, значи пази, тука пилоти во Рачиново, Формула 1, тука 4 Мориња. Значи Горно Лисиче ќе биде, па може еден крак да иде у Горно Лисиче, знаеш у тој дел е, сепак. Горно Лисиче од кај Петровец надоле. Горно Лисиче може да биде македонското Монте Карло. Има таму кафана една Лисабон се вика, таа легендарна уште стои. Ако се сеќаваш. Да, како не, прекрасна кафана. Јас ова не сум го. Значи ова со Формула 1 траката и 4 мориња. И тука се е во ист предел. Знаеш? Ја мислам кога ќе се консолидира проектот, можеме да идеме и едно номинација за летни олимписки игри во Кадино. Таму добро, тие по брашното беа. Значи, кога ќе се заврши за Трубарево 4 мориња, пилотите Рачиново, Формула 1 вамо, зиплайнот од кај рече, од... не знам, тоа Инџиково, не знам како беше. Да не нагаѓа, не може да стигнеме, да. И нашиве слушатели гледачи да не нагаѓа, да го ставиме тоа до специјалистите. Озбилни луѓе тука има. Тука, да. Озбилни луѓе има. И на крајот мислам вака идеално ќе биде Кадино, дури можеме да смислиме вака и слоган, Липчо. Кадино 2032, еве да речеме, а? Да. А пази сега кога ќе отворат и фабрика за електрични автомобили. И види, па тука кога ќе стават да се изнајмуваат, само немој како тротинети, бе. И дури може види, дури маскотата знаеш која е најсоодветна за селото ова. Затоа што знаеш сето ова делува како една слика за Македонија што ја продаваше еден поранешен премиер наш. Најдобро ќе биде маскотата за Кадино 2032 да биде зајак. Да, еве сега имаме тука и дебата помеѓу слушателите. Да, се разви дебата. Да, еден значи вика погрешно се мислев дека Куманово е раскрстница на коридорите 8 и 10, вели, нарекувајќи го со неговиот кумановски прекар. Па не е толку вулгарен, може да го кажеме. Кјурка не предаде, вели. Нашиот слушател. Тука како кумановски зет ке се оградам од ти, баце, у било која комбинација ти си укјар. И у Куманово да е јазолот, да. ти
нели Женска као линија. зет, по женска линија. И во Трубарево да ти таму имаш... Како беше од куде ти е жена, од тој ти е род, викат. Да, Преведи го ти тие. било кој сценарио Да, ти си на море. Да. А ние јас што да правам доле од напатен југоцентар од повардарието. Пак има и вински тури сега, те молам. Туристите па кои тие ќе што доаѓаат, кога имаат треба да еднодневни пијат. вински тури. Ај плюс треба нешто да пијат, да, ние Да. може некои луксузни вина доле да измислиме такви скупи. Пошто сепак тоа ќе биде клиентела што ќе доаѓа тука. И јазол е упрашање, не е ова за фраканци. Трубаревски јазол. Трубаревски. Видете да не може, знаеш, онака, да не може да произведувате на Тиквешко езеро и кавијар, вака, зашто ќе доаѓа вака. Имаме тие сомовите што се. Сум ти кажал тоа за нашите у Англија крапови што ловеле. Не знам што. У езеро. Абе, отише некои тиквешани у Англија, знаеш, гастарбајтери, и си земале, луѓе биле мерактири риболовци. И си земале дозволи се по закон, по список, и отише да ловат риба. И сега си изналовиле крапови, ги зимаат краповите и ги носат таму. Имало пазар негде, у некое помало место. Аха. Да ги продаваат. И им доаѓа инспекција, вика, шо е ова вие што продават? И вие бараат на транслейт, као е крап на англиски, нели, па вика крап. Карп, те некако се види. Да. Ве викате, бе, ова не се јаде. Како бе, вика, не се јаде? Абе, вика, ова ти е за... Ние, вика, намерно ги пуштаме по езерава, вика. Да чистат. Да чистат, вика. Абе, вика, ова го јадете, ова знаеш и како е со компири. Му објаснуеле таму. Нели, у Македонија крап ти е традиционална храна. Значи, еве ќе се скараат кое село ќе биде олимписко село. Еве, сега тргна јаве веќе? тука, дали Марино или Белимбегово? Не бе реков се, сега Кадино се морам и јамал се локал патриотизам. Значи имам потекло од Скопска Блатија. Кадино таму е едно од централните села. Има стадион во Кај беше стадионот во Кадино или во Марино, не знам. Тоа е локално делби, тоа е, знаеш, Корејал Атлетико. Да, ја имам на ФК Трубарево, имам еден поранешен колега што беше фудбалер таму, ма после отиде у ова, као се вика, тој у Маđари солидарност трансфер направи. Тука мислам, знаеш, локал патриотизмот во Мралино на Јуријата може да се направи цело олимписко село. Тие може да станат овакво како се вика, реално, пошто тука ќе се инвестираат пари, арапи ќе доаѓаат, руси, секакви. Значи, тука може овие фудбалски клубови исто да се развијат во тој регион. Значи да му го понудиме на шеикот ова ФК Марино. Овој од Дубај, од кај беше? Овој може да му го даеме и види се, јесте да Маđари е дел од урбаниот дел. Ама не смееме да го заборавиме. Ривиерава почнува кај веќе во Кумановска кај Делјадровци и се спушта веројатно доле до Ама не знам сега кој море кај ќе биде. Така? Да. Абе, сега јазоло само знаеме каде е. Тоа е сигурно, да. Значи, и јас знам само дека овој делов што е после Бунарџик натака, значи тоа е бизнис. Тука бизнис, е сега тој дел ке се шири дека и Мршевци. Мршевци треба да биде тоа што беа, нели, што најавува Google, Facebook, тоа ќе биде Силиконска долина. Аха. Од тој дел. До Агино село горе. До Агино село Кумановско, да. А у Мршевци има најболе прасе у Скопје, почитувани слушатели, ако ви се јаде печено прасе, пишете ни порака, ќе ви даеме број, имам таму познавам еден експерт. И Белимбегов, односно Илинден, останува како ова, кажи го да е административен центар сам. Да. Таму ќе биде, нели, институциите, УЈП, Бирото за метрологија. Да, добро. Да, тука е ова лудило, почитувани слушатели, значи нашата влада секој ден се позитивно, попозитивно и попозитивно не изненадува. Гледате, највисока просечна плата во историјата на Македонија. Инвестиции највисоки во историјата на Македонија. Трубарево на 4 мориња, огромен проект. Да. Тоа е. Понекогаш дури и ние, што сме големи критичари на оваа влада, мора да симнеме капа. Значи мора да се симне капата за ова. Не еден мој пријател еве се вели, кој што таму има и потекла, вели, заради името, вика, во Марино, вика, најцелисходно е да биде главната база на македонската морнаричка пешадија, популарно наречени маринци.
Еве, локалци од таму ни викаат која ќе била кај нив Олимпијадата Скопје ќе било олимписко село. Логично. Значи, Добре. извинете, ва. Да. Таму Горднера живее, нема? Да. Значи, ни викаат, извинете, вака, ама која ќе биде, вика, тука ви у центар, у град ќе ви биде. Блаќани важат за многу итари лукав народ. Знам дали знаеш тоа, Липчо? Да. За едни од софистицираните Знаеш дека тој дел нели за тоа е на пример Идризово е од некој бек Идрис, така. Турците во тој дел за време на Отоманската империја, тоа било економски центар, се враќа. Не биле они глупи, они знаеле дека еден ден тука ќе ќе се се вкрстат ова што ти го кажа сега види, ја не знам како ќе одговарат сега на ова сериозни сили. Трубарево на 4 мориња ја загрозува статусот, да речеме, на еден туристички центар како Анталија, како Капри во Италија. Како не само туристички, абе ова е директна закана за Истанбул, човеч. Нели таму Тернопили? Да, значи ова е директна закана за Истанбул. Ова е ако сакате се Босфор и Дарданели поврзуваат две моревиња, така. Ова 4, пази. Значи, пази, ова е сериозна закана за Истанбул. Овој проект е сериозна закана за Велика Британија, како до ден денес, нели, број еден поморска Сплит, сила Риека и Коперко пристаништа во свет. За тоа значи каше за вака ги Солун, тоа нема врска. Солун едно море излага, на 4 пази. Нема врска. Ова е тука моментов. Ова е сериозна закана за Турција, сериозна закана Александрија доре. За Англија, да, за Египет. А може ли директно Трубарево некако се поврзе со Суетски канал, за да биде вака не со Азија тука? Треба со Хари да збориме. Треба да се збори со Хари. Ако веќе може поврзување со Суетскиот канал, заради нашава стратегиска ориентација, тоа никако кинезите да го градат, туку мора со Европска унија. Бехтел бе, имаме фирма, заборави. Значи, што ти е на тебе? Заборави. Зашто да менјаме виде амбасадорка, вика тоа, вика транспарентно предузеќе. Нема тука збор, се знае кој ќе гради. Заборави, И они имаат и со пристаниште искуство. Да, точно. Не знам дали знаеш. И со транспарентност и со законитост. Апсолутно, сега ќе бараме ние оваа фирма, онаа фирма. Се знае кој тамо пристаниште ќе гради таму Бехтел. Нормално се. Но видим, од цело ова убав мајтап тераме утринава, мислам дека треба да заклучокот ќе биде сепак до нашиот другар Хари Локвенец, значи во лошо друштво влегол. Намали Хари доживеј. Да, точно. Ова е too much, дека Трубарево ќе го поврзе светот. Шо ти коментари тук ще ги читаш, сигурно има креативно. Не, луѓето више се инспирираат тука, стай, знаеш. Ова може да донесе и нова олигархија во Македонија. Ние до сега поморци сме немале. Значи, не знам како да ти кажам. Например, не знам дали знаеш, она во Бока Которска делот, нели тиват, како беше, тој цел регион. Како од песна ќе дојде рибари белограѓани, а горнари блаќани, знаеш, нека тоа. Има тамо, не знам дали беше Пераст ли како беше едно место. А вие во Бока Которска. Во Бока Которска едно мало градче го има, се не знам како се вика овој момент. Пераст, но што е фората, тој град бил познат и настана така, пошто нели Которци на Котор жителиве во за време Котрани мислам дека се нема врска. Котрани, да, за време на венецијанската, нели, која била Венеција многу јака, они во Венеција ја држале поштата, поморската пошта. И они уствари биле главни за доставување на пратки пошта. Такви морепловци биле тие од Котор, со помали бродови и разнесувале пошта. Сега едно од тие места тамо во Бока Которска, во заливот Которски, е познато по тоа што на тоа место пред да си одат дома своите жени во Котор ги оставале своите љубавници. Ме разбираш? И тоа се развило така местото од швалеркиве на морепловциве. Така што да знаете, почитувани слушатели, кои ќе станеме поморска сила, тука има и многу зафркнати работи. Како што го фатио, знаеш, Венеција нели вика Републиката на Свети Марко.
Да. Да, ова Трубарево како ќе биде се, знаеш, која е црквата централно треба да се види, знаеш, онака. Исто тука е многу интересно да знаете дека, например, колегата Бранко Геровски, кој баш ја откри оваа работа на Плюс Инфо утро, он е познат по тоа што редовно оди човекот на крстарење, со многу си почитува крстарење. Он јавно си го кажува тоа сега, нели не е ова оговарање. Така што он може и тој бизнисот со крузерите у Македонија да ни ги отвори и тие врати. Ти си исто тука квалификуван, ти ги враќаш морнарите за време на COVID. Значи, ќе мора да смислиш сега таму во некоја друга локација, знаеш, онака ќе треба сега да биде, може би во Петровец треба да биде тоа пристаниште за крузери. У Петровец казината ќе бидат. Значи тоа е више. Тут виж таксана. Таму е таксана, тоа ќе биде елитниот дел. Елитниот дел, а? Добро. Да. Добро. Еве, дури тука дека Луквенец вели двете компании Штарбак на делницата Куманово Бејковце работат на делници. Овде се работи уствари на овој проект. Почитувани слушатели, прочитајте го текстот на plusinfo.mk под насловот Скопје ќе стане крстопат кон светот, преку Трубарево ќе излеземе на море, односно на 4 мориња. Со Трубарево на 4 мориња ја завршуваме оваа емисија, затоа што нема логика да зборуваме друго било што после овој легендарен проект на владата на нашата земја. Ивица, за крај? Ја повторно за крај ќе кажам, само внимавајте на сливите на прадеда ми во мојот овоштарник. Тоа е само пораката, на тие прашања, на тоа прашање сум многу осетлив. Криво е море.